Od денес па во наредните 10 дена со владина одлука е забранет извозот на пченица, јачмен, пченка, пченично брашно, семе од сончоглед и сончогледови масла. Мерката според владата е превентивна, а не резултат на недостиг на која и да е од споменативе продукти. Како резултат на очекувањата за настанување на сериозни пореметувања поради недостаток на стоки кои се неопходни потребни за производство, преработка и за животот и здравјето на граѓаните, Министерството за економија согласно Законот за трговија и предложи на владата да се изврши ограничување на извозот за овие производи кои ги наведов претhodно. Целта на оваа мерка е заштита на домашниот пазар и на граѓаните во време на криза. Актуелната криза ја насочи владата за донесување на дополнителни мерки за стимулирање на домашното производство, особено на пченица и јачмен. Поддршката за вештачки ѓубрива, кои што сега се главни во прихранувањето на посевите, односно пред се на пченицата и на јачменот, каде што вештачкото ѓубриво ќе биде субвенционирано со 25% веќе од вредноста. Ќе направиме во април месец последни калкулации, доколку цената на бензинот оди нагоре, така да ќе бидат и таму зголемени исто финансиската поддршка. И она што исто така не е договорено, бидејќи конкретно станува збор за пченицата и жетвата која што ни предстои, веќе разработуваме мерка каде што ќе бидат и финансиски поддржани самите земјоделци кои што ќе имат потреба да ја складират, така да трошоците ќе бидат исто така покриени преку програмите за финансиска поддршка. Во периодот што следи, државата ќе понуди и околу 7000 хектари земјоделско земјиште кое ќе биде наменето главно за производство на пченица и јачмен. Претходно владата понуди пакет од 26 мерки вредни 400 милиони евра, кои опфаќаат меѓу другото намалување на ДДВ, акцизи, маржи и препораки за продажба по набавна цена. Денес министерот Бектеши излезе со апел до трговците дека во кризата сите треба да бидат солидарни, обелоденувајќи дека во изминативе 10 дена од земјава се извезени 416 тони масло од сончоглед, 700 тони пченка, 166 тони брашно, но и количини брашно од наполица. Сакам да апелирам до сите чинители во економијата дека сега е вистинското време за да покажеме разбирање и заеднички да придонесеме кон намалувањето на негативните последици од кризата. Како што и претhodно информиравме, сакам уште еднаш да повторам и да им гарантирам на граѓаните дека државните стоковни резерви во Македонија се стабилни. Дали сите овие мерки се доволни за граѓаните да бидат спокојни дека основни продукти во маркетите ќе има доволно? Ќе има, како не вода има. Од секој купува колку има од джепа. Ето ја. Би требало да има за тоа што немаме ние плати и пензии за да правиме залих. Нема се вали треживо, там зити немаше, брашно нема издигано. Па не верувам. За тоа што е голема криза. Мислам, би требало. Сепак простор за загриженост во моментот нема, бидејќи во млиновите во земјава има околу 50.000 тони залихи од пченица, преку 10.000 тони пченка и над 8.000 тони јачмен. Се во ова според владата е доволна причина во моментов да не се размислува за активирање на стоковите резерви.